СДСМ повторно удира по джебот на граѓаните. Се зголемува цената на водата. Ова е втор шок по зголемувањето на акцизата за дизелот од 3,5 денари. Од јануари граѓаните плаќаат поскап дизел, наскоро ќе плаќаат и поскапа вода. СДСМ 8 месеци е на власт во Република Македонија, а во државата не е отворена ниту една странска фабрика. Државата се задолжи за повеќе од 1 милиарда и 300 милиони евра, а на повидок се нови и покачени даноци. Мерките за субвенционирање на вработувањето стана мисловен поим, а секојдневно имаме масовни отпуштања на луѓе од работа. Додека граѓаните се уште се справуваат со сиромаштијата и безработицата, а стапката на сиромашни граѓани е се уште висока, СДСМ, наместо да ги продолжи успешните политики на ВМРО-ДПМН со цел намалување на невработеноста, своето време го троши на антидржавни договори и неуставни закони. СДСМ, наместо живот, донесе беда. Трошоците на живот порасна за 1,4%, а цените на мало за 3,2%, и што директно влијае на намалување на стандардот. Економијата стагнира, а во третиот квартал растот е само 0,2%, без изглед за приближување до ветените 5% раст. Според статистиката, над 450.000 македонци се сиромашни. Најголем процент на сиромаштија е кај младите до 17 години и изнесува 30%. Додека кај граѓаните до 65 години сиромаштијата е 21%. Граѓаните се уште се соочуваат со екзистенцијални проблеми и на државата и е потребен континуитет на успешните мерки за намалување на невработеност, намалување на даноците и привлекување на странски инвестиции. ВМРО-ДПМН 10 години се бореше против сиромаштијата и невработеноста. Невработеноста ја намаливме од 38% на 22,1%, отворивме над 150.000 нови работни места и креиравме добра бизнис клима, со што Македонија беше рангирана на 5-то место во Европа, а на 10-то во светот за водење на бизнис. СДСМ не продолжи по успешните патеки од минатото. Државата ја задолжуваат без основ. Ништо од ветената плата од 500 евра, ги нема 100.000 денари плата за лекарите специјалисти, ветените 600 километри нов автопат ќе останат само мртво слово на хартија. Владата не само што не отпочна нови инфраструктурни проекти, туку ја кочи и реализацијата на тековните проекти започнати од ВМРО-ДПМН, како што се Демир Капија Смоквица, Кичево Охрид и Миладиновци Штип. Билансот за економијата од 8 месеци владење на СДСМ е еднаков на катастрофа. Економијата тоне, граѓаните почнуваат да запаѓаат во сиромаштија, а на власта око не и трепнува. Преговара за името без да ги информира граѓаните за текот на процесот, склучува договор со Бугарија кој има сериозни недостатоци и може да биде подобар, и гласа за двојазичност, за закон за двојазичност, кој што е во спротивност со Уставот и не е од полза на граѓаните. Ви благодарам на вниманието. Поелете доколку имате прашања. Господин Лашовска, колку амандмани ќе поднесете на законот за јазици? Ова информација најверојатно ќе ја имате во текот на денот, се уште ги работиме, ја немаме се уште конкретната точната бројка. Во стотици или во илјади се број? Ќе има пресконференција во текот на денот и ќе бидете навреме информирани. Ја мислам дека како што коментирате граѓаните, како што коментира јавноста, ВМРО-ДПМН е помалку или повеќе наликува на СДСМ во однос на тоа кога тие беа во опозиција.
велите економијата стагнира, нема нови вработувања и така натаму, сиромаштијата е голема. Дали сиромаштијата се зголемила сега или пак сиромаштијата останата на исти левел како што била претходно кога вие бевте на власт? Економијата е наука на бројки. Бројките додека беше ВМРО ДПМН на власт кажуваат сосема спротивни бројки од она што е сега. Зголемена? Апсолутно сиромаштијата е зголемена во време на владење на Добро, СДСМ. разбирате ли тоа што го кажуваат леѓаните дека наликувате на СДСМ? Воопшто не. Воопшто не. Сите мерки кои што ВМРО ДПМН ги превземаше додека беше на власт беа во насока на намалување на сиромаштијата и намалување на невработеноста. Јас ќе потсетам дека тоа го кажав и пред малку дека додека беше ВМРО ДПМН на власт отворивме нови 150.000 работни места. Во однос на утрешната координативна средба, дали ВМРО ДПМН ги годови пакетот предлози кои што ќе бидат представени на маса и со каков став ќе оди вашиот председател, односно вашата партија, или пак вашиот став ќе го изградите по средбата, кои се вашите црвени линии во однос на оваа тема? Во однос на овие теми, во текот на денот или најверојатно утре, партијата ќе има конкретни и точни информации и податоци. Тоа ќе треба да прашате во Центарот за комуникација, ова е денеска тематска пресконференција.